Zdravo na сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Верувале или не? Едва и некако успеав да ја наговорам баба ми да гостува за прв пат на мојот поединачен YouTube канал и да снимаме втор дел од видеото во кое што таа реагира на песни од македонски јутубери. Знам дека ви недостасуваше. Поздрави ги моите гледачи. Она е убедена дека јас се зезам со неја и дека ја малтретирам и дека ја злоупотребам. Значи, напишете у коментар дека треба почесто да снима со мене, дека не и се смееме, туку дека е интересно ова. Не можам тоа да ја го објаснам и неќе да снима со мене, затоа обавезно лајкнете го видеото, колку лајкови да соберат за пак да снимаш со мене. Што? Колку лајкови да собереме на видеото за пак да снимаш со мене? 200.000. Окей. Значи, ова е последен пат што ја гледате на мојот YouTube канал, што женава не е луда, бара 200.000 лајкови. Имено првиот дел од оваа видео, објавен некогаш одамна на каналот Ивона и Марио, е едно од најгледаните видеа на тој канал, со нешто повеќе од 100.000 прегледи и скоро 7.000 лајкови. Обавезно и оваа видео лајкувајте го. Не, овој 500.000 ќе отиде. Не, 200.000 е немогуќе, мене толку луѓе не ме гледаат. Ама тие бе. Извини, риба! Њуме го гледа, па она е хит. Обавезно во коментари пишувајте ми какви видеа би можел да снимам јас со баба ми, освен реакција на песни од јутубери. Намерно ги снимам овие видеа со неа затоа што она е љубител на музиката и секогаш се поставува како експерт. Знаете дека она е мојот најголем критичар и секогаш идам на Звезда Гранда, доаѓа кај мене и ми вика ајде да чујам што си одбрал, ајде да чујам како тоа звучи, пушти ми оригинал па ти ми пеј, увек така прави. И она прва ми суди, па после таму жири комисијата у Белград. Како и дај да не ве замарам со најавата. Ова е рапче, нема Facebook, нема Instagram, нема каде да ја заследите, но затоа јас имам. Мене заследете ме. Обавезно претплатете се на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени со клик на subscribe. Имаш ли нешто да им кажеш пред да започнеме? Поздрав до сите, сите ги сакам. Низ цел свет, свит. Thank you Europe, we love you! Е се уште ја да знам на кој јутубери раче денеска да реагира, односно на чии песни да реагира. Денеска може да реагира и да, ми текна, не македонски јутубери, туку и македонски и балкански. Прв за денеска го имаме, например, Бака Прасе. Дали си слушнала за Бака Прасе? За праса да, ама за бака не. Окей, предпоставам дека не знае кој е Бака Прасе. Бака Прасе е најпознат јутубер на Балкан. Браво и честитки. Сакам да ја пуштам лична, последната песна на Бака Прасе, но веројатно видеото ќе добие ограничување на години, затоа што му го избриша спотот. Он е инаку стварно талентиран за музика, има сенс. Ја морам на самиот почеток да ја пуштам лично од Бака Прасе, меѓутоа у монтажа нема да го ставам спотот за да не ми пропадне видеото. Сите вие претпоставам дека веќе сте го гледале. Баш ме интересира нејзината реакција. Океј. One minute, 37 seconds later. Ова ме фот, браво. Браво! Браво, да. Браво, кој ќе каже лошо, само љубомора е у питање. Такој си е. Супер. Супер. Веселите се деца и забавljajte се супер. Така е. Весело. Отприлike тоа е тоа. Ти се свиѓа, значи. Да. Зашто да не? Па да. Зашто да кажеш нешто лошо кога стварно е убаво? Малце експлицитно, со оглед на тоа дека го гледаат деца од по 12-13 години, али на крајот денот што се емитува на национални телевизии. Тие деца од 12 години знаат повеќе од нас од 70. Да, стварно не гледам ништо лошо неја и се сложувам со баба ми која е open-minded апсолутно. Еве, Блеја у Турској.
Животот е на младите, бе, кај го има, живот. Радче, kad si ti bila mlada. Да. Сега ќе ти пуштам еден македонски јутубер, се вика Стефан, има песна со Мартија. Мартија ја знаеш, Да. од Команово. Они имаат као дует, ајде. Еве ја Мартија. Многу е убава. Да. Многу. Па дека е наша Кумановка, па уште поубава. И Степанова. А баш е личи да се во спој. Така. И двајцата се убави. Ето. Супер се, нека успеат уште повеќе во својата кариера. Да дојдат до врвот. Така е. Убаво. Да, ајде да не ја слушаме цела. Значи ти се допаѓа, така? Да. Добро. Следна на која што ќе реагираме е Ана Лазаревиќ и нејзината последна песна, ако не се лажам, Чоколада. Знам дека е позната на TikTok, како и да е. Ајде да видиме како ќе реагира на Ана Лазаревиќ. Исто така не е пејачка, снима за YouTube, меѓутоа прави песни од време на време. Не е пејачка, ма ќе биде пејачка. Има потенцијал за пејачка. Мислиш? Да, и тоа е супер. Кога може други, зашто она не? Ја, фино девојче. А и гласот ти е многу фин. Само напред, супер си. Чиста десетка, супер си. Десетка? Да. А убава ли И е? убава, и убав глас, и многу убава. Да. Добро. Ајде ќе ја пуштам Baby Next Time од Стефани Джип. На неја не си реагирала, а тоа е квалитетно парче. Во спот глуми исто Кумановка. Аж да агуш. Чисто да знаеш. И Степан и девојката се прекрасни. А Джипи? Джипи глумец. Браво. Ова е Стефан, а ова е Марко. Иначе Джипи се вика Марко. Да. И зајцата, браво. Браво за младите, браво. Да имаат успех на секое поле.
Така е, Радче, браво, браво. Ова нека биде последната песна на која што денеска ќе реагираме, вака заедно. А од нашите гледачи, односно од моите гледачи, веќе наши, бараме во коментар да ни оставаат, односно пишуваат идеи за видеа кои би можеле да им ги снимаме заедно во иднина. Аха, нема више. Да! Мора. Нема више, сега со молење више. Знам дека е корона. Инаку, Радка е најпослушен граѓанин на оваа наша Македонија. Значи, она у моментот кога прогласија вонредна состојба, ми нема дојдено на гости. Кога ќе ми дојде, избегава секаков контакт, буквално е на дистанца цело време. Ја не знам како она си дозволи да седи сега до мене и уште да ми дозволи да ја... Па еден сат ме моли. А И дали- кога го сакаш многу, како нема да попусти? Мора да А попусти. дали има потреба внук еден сат да те моли? И од преголема љубов кон него мора да попуста. И како да не ја сакаш после? Да. Знам дека и вие ја сакате, напишете ми го тоа во коментар за да можам тоа да и го Чао, прочитам и чао. покажам за да ми верува дека не и се смееме, односно не и смеаваме тука ја Чао, сакаме. чао и многу поздрав. Ме скрати, ајде. Чао, убаво стадоме да се гледаме во некој следно видео.